Оливера Пепиќ од Струмица е новата вешта жена на Македонија за 2023 година. Откако на денешниот републички избор на истоимената манифестација што се одржа во Тетово, го освои првото место според гласовите од жирито. Возбудата е преголема. Организацијата беше на високо ниво. Јас сум прва година учесничка на вешта жена. И чувството да се биде дел од една ваква манифестација не може да се опише, може само да го почувствуват. Стварно беше многу тесна и голем беше надпреварот помеѓу надпреварувачките, помеѓу масите, сите беа вешто спремени, заедно си помагавме, имаше голема дружба и се беше во најдобар ред. Мојата тема на трапезата беше вечера кај кралицата. Имав подготвено чоколадна торта со круната на кралицата. Главното јадење ми беше роловано свинско месо и пред јадење имав охајо салат. Мотивот го добив од тоа што секоја жена сака да некој пат, мислам, барем на момент да изгледа убаво и отмено. Единствено да биде, со други зборови кажано, кралица на својот дом и на својата трпеза. Во категоријата Гран При во рамки на републичкиот избор на вешта жена на Македонија победи над преварувачката Петра Атанасовска од Скопје. Значи, денешната манифестација се одржа мислам, прекрасен амбиент, прекрасни маси, другарувања. Синоќешната забава исто ни беше прекрасна. Сите ние работевме уште вчера на лице место со тоа што докажавме дека секој може својата замисла да си ја оствари без никаков проблем. Затоа се надевам дека и помладата популација ќе продолжи да присуствува на овие манифестации, а и да земат активно учество, затоа што сега можат да искористат, да крадат идеи и совети од нас. На мојата маса имаше на 2 спрата торта, безброј ситни цвечиња. Јас сум љубител на цвеќе и таа љубов сакав да ја пренесам на мојата маса. Главното јадење исто беше направено во здела од тесто, украсено исто со ситни цвечиња и нели оној свечен ручек, ролат, свинско печење и така. Првото место пак според гласовите од присутните гости го освои Николина Николовска од Тетово. Ова награда многу ми значи, затоа што е од публиката, а тука имаше многу луѓе и можеби повеќе ми значи него ли од жирито. Мојот впечаток е прекрасен. Жените што учествуваат и тие што не учествуваат, што се помошници, имаат многу позитивна енергија и внесуваат позитивна енергија кај сите. Значи помош има од сите, и од жири и од сите останати. Мојата торта беше главна на мојата маса со принцезата и иновативност е желатинот со цветот. Мојата маса тема е бајка, значи сите мислат дека тоа е инспирација од детството, но не е. Инспирација е мојот живот, затоа што сите жени, како и јас, треба да бидат принцези во својата бајка и во својот живот. Затоа што сите сме вешти во своето поле и во својот живот. На мојата маса имаше главно јадење, што беше селско во тава. Имаше погача, шарена, плетенка и цветен аранжман, исто иновативно, со сијалички во вода. Манифестацијата Вешта жена и овој пат ја исполни својата главна цел – ширењето на љубов. Вешта жена била, ќе остане и трајно ќе биде врежана во сите оние кои што знаат што е љубов. Од Сдруженијето Вешта жена следно за 28 мај го најавуваат одржувањето на манифестацијата Етно Вешта жена во Струмица.